Volkswagen направија неколку измени во новата генерација на најлуксузната верзија на Passat. Накупија моделот Passat CC. Всушност, една од измените и самото име кој повеќе не го содржи зборот Passat, туку едноставно само CC, што значи комфорт купе. Причината за оваа измена е поради тоа што Volkswagen сакаа да го направат овој модел тотално независен од останатите. Но не е дотолку независен. Всушност, целата платформа доздола е позаемена од Passat, а тоа значи дека содржи се уште голем број на сличности, како што и големиот багажник. И тоа не само што е голем, туку и прилично практичен, со сите овие куки, закачалки, каде што можете го прецврстите и закачите вашиот багаж. А исто така, што исто попрактично, можете и од тука да ги спуштите вашите задни седишта наместо да кружите околу целиот автомобил. Големите и просторни димензии продолжуваат и на задната клупа, каде што мора да признам има и повеќе од доволно простор за нозете, а поради закосениот покрив, може и повисоките луѓе од мене и ќе имаат проблем. На средишниот дел, иако е предвидено место за седење, поради високиот тунел доле и закосениот покрив горе, не верувам дека ќе сака некој да седи на подолги релации. Затоа само спуштете си го наслонот за рака и уживајте во возењето. Пред да продолжам напред, мора само да ги истакнам прозорите, кои се без рамка и се разликуваат многу од стандардниот Passat и од останатите ривали на CC. Мал детал кој представува вистинско задоволство при секој отварање и затварање на вратата. Внатре, кога што можете и самите да забележите, целиот интериер е поземан од Passat, со сите контроли и функции, што воопшто не изненадувачки. Но во останатиот дел пак доминира со луксузност како што им удоликува на еден ваков премиум модел. Значи, тоа значи дека опремен со навистина поквалитетни и помеки материјали, опремен со 7-инчен инфозабавен екран, Bluetooth, навигација, греачи на седишта и уште многу други додатоци. Но навистина што мене ми паѓа во очите се ситните детали како овој часовник тука и материјалот искористен во работите за одлагање на работи. Материјал кој не дозволува лизгање и тропкање на вашите работи во текот на возењето. CC е понуден во неколку бензински дизел верзии, но ова што денес го имаме е 2 литрска турбо дизел верзија со 177 конски сили. Прилично моќен мотор, но исто така со моментална потрошувачка од 6 литри е прилично економичен. За да се надополни целата слика, тука и познатиот автоматски DSG менувач кој се труди целото менување да биде безпрекорно. Мора да признам на почеток, не верував дека е толку добар колку што се зборува, но како се повеќе возам, така се повеќе сум и импресиониран. На што точно мислам, колку добро работи, не можам само со зборови да ви објаснам, морам малку и да ви демонстрирам. Например, во моментов се движам со 40 км на час, 1400 вртежи во минута, четврта брзина, прилично домаќинско возење. Но имате потреба од нагло да забрзате, нагло да стигнете некаде. Притискате на педалата за газ, веднаш забрзувате. И мора да признам, навистина брзо забрзување. Но не ми е поентата брзината на движење. Поентата ми е колку навистина целото ова забрзување, менување на брзините е брзо, точно, прецизно. Навистина сум импресиониран.
Што се однесува до возењето, CC нуди навистина удобно и комфортно возење. Иако како премиум модел е опремен со адаптивна суспензија, што значи подцврста суспензија, а тоа дава поспортско чувство, сепак со ваквата суспензија навистина сте посигурен и имате многу позабавно совладување на кривините, што мене лично многу ми се допаѓа. Да, ќе се сложам со вас, голем автомобил е, но навистина е агилен и прецизен. Единствена замерка што мора да дадам е бидејќи поради закосениот покрив позади на задното стакло речи си да немате некаква прегледност, што ќе се сударите со одредени проблеми при паркирање. Но тука се паркинг сензорите, нели? Доаѓаме веќе до крајот. CC можеби не е најсовршениот автомобил, а и со цената од 42.000 евра можеби представува мала пречка, но дефинитивно ги остварува сите ваши очекувања.